На многу проблеми се пожалија денес оризопроизводителите од карбинското село Крупиште. На неполни 2 месеци пред стартот на новата жетва, тие обвинуваат дека државата со нив се уште не се расчистила за старата реколта. Пролета останаа на земјоделците повеќе дома производството, како да го извадат од амбарите, владата ли како направија, што направија Министерство за земјоделие, дајте го оризо, ќе добиете субвенции за 5 денара до таа дата, ако не го предајте нема да добиете. Луѓето масовно изнесеа, однесеа го, краја сега, од тие 5 денара нема ништо. Тие главни субвенции некаде по 700 динара им ги намалија, а 5 динара ние немаме още. 500 кила требаше да се рачуне од декар, ние тие пари немаме. Значи, испадна, се да се лаже. Земаа не го оризо джабе, сега се покачи. Сега се покачи, ние немаме ориз. Сега кога ќе треба да жнееме, пак ќе намалат. Во меѓувреме, цената на оризот константно оди надолу, а на дното со себе ги влечи и оние кои го произведуваат. Оризо е катастрофа. 13 динара е турските семиња, она е 17, 15 до 17, а бело е 35 до 37-8 Андрејата. А сега е покачена цената, утинема ориз. Значи на нула сме. А ѓубривата, тешно се е катастрофа. Ефтен. За да се спаси ситуацијата и производителите да видат аер од својата работа, цената на оризот мора да се коригира. Оризо, откупна цена, барем 50 динара да е бели ориз. 25 арпа да биде. Мислам, тоа е реална цена што може да се некако покриеме и да можеме да обстанеме со таа реколта. Иначе, со 35 динара бел ориз, тоа е смешна цена, што и размислувам више да не го ни сејам тај ориз. Колку од ова што денес го зборуваа оризопроизводителите ќе стигне до тие што треба е прашање. До сега работите во земјоделието оделе тешко, поради што се помал е бројот на оние кои остануваат и на и во земјата. Колку за илустрација, во 2013 година оризот во источниот регион бил застапен на 4800 хектари, додека лани се жнееше и се сееше одвај на 2400 хектари.